Почитувани, Македонија под водство на неспособната влада на СДС влегува во рецесија. Состојбата е алармантна. Граѓаните ќе ја платат неспособноста на СДС. Сето ова доби потврда и од Народна банка на Република Македонија. Тие потврдуваат дека продолжената политичка криза која предизвика СДС и нанесе сериозни штети на македонската економија. Економскиот раст од 2,5% што го предвижуваше новата влада, сега е само во рамките на научна фантастика. Во првата половина на оваа година македонскиот БДП забележи пад од 0,9%, што е практично невозможно да се заврши годинава со позитивен раст. Сакаме да подсетиме дека македонската економија лани во услови на наметната политичка криза оствари раст од 2,4%. Но откако СДС е на власт, БДП падна за 1,9%, што е негово прво намалување од 2012 година. Ова е доказ дека СДС за само 3,5 месеци направи економско цунами во Република Македонија. СДС со својата расипничка политика ја води државата кон економски колапс и банкрот. Катастрофалната економска политика на СДС доведе и до пад на индустриското производство за цели 12%, пад на прометот во индустријата за 0,7%, пад на просечната нето плата и пад на извозот за 2,2%. СДС за само 3,5 месеци ја задолжи државата за нови 250 милиона евра, а државните девизни резерви ги стопи за 177 милиона евра. Почитувани, ваквите бројки се резултат на неспособното владење на СДС и ЗАЕВ. Се стагнира и се е блокирано. Граѓаните на своја кожа секојдневно ги чувствуваат катастрофалните економски политики кои ги води владата на СДС. Ова неодговорно однесување на СДС, граѓаните ќе мора да стават крај на 15 октомври. Благодарам.